Ескалација на криминалот и руинирање на институциите е посебно регистрирано во последните 2 години. Меѓународните партнери изразуваат жалење и загриженост, што во последниот период не е направен значителен или никаков напредок во делот на владењето на правото и селективната правда. Битката против корупцијата и неказнивоста остануваат главните аномалии на оваа држава. Каде е Македонија денес? Одговор побаравме од вице-премиерката Грковска, професорот Марковиќ, како и пратеникот Јанушев. Како денеска би ја дефинирале состојбата во државата, ако претходно говоревме за хибриден режим, па за робена држава? Дефинитивно не би ја категоризирал како заробена држава, но дека не можеме од квалификацијата хибриден режим да излеземе, тоа е повеќе од факт. Тука сакам да напоменам неколку работи. Има една добра работа која се случи во овие последните 6-7 години. Во главном се однесува на слободата на медиумите. Знаете дека тука прилично пораснавме на сите листи и на вистина јас не сум видел држава во која можеби опозицијата контролира повеќе медиуми, која има во најмала рака еднакво или повеќе јавен простор заземено во однос на пример на владата. Тоа е многу интересно. Ние сме, ја мислам, во таа смисла уникатен пример. И тоа е добриот дел од приказната. Она што е лошиот дел од приказната е сето останато. Особено во делот на владење на правото, на правосудството и така натаму, теми за кои и многу мои колеги од овој факултет му имаат многу што да кажат. Меѓутоа, ајде да не се залажуваме. Мислам дека парадигмата вака никогаш не било е константа кај нас. Ние имаме впечаток дека дупката која се создава во тој некој демократски поредок и во неговиот квалитет е се поголема и се поголема. Всушност, владе еден 30 годишен статус кво. Никогаш вака не било, има употребна вредност за избори, за радикализација на гласачкото тело, да предизвикате разочараност во една политичка номенклатура и гарнитура. Меѓутоа, кога знаете, например, институциите ги полните со роднини, пријатели и така натаму, не е прашањето дали ги полни ВМРО или СДСМ. Прашањето е да се смени феноменот на таков тип на кронизам и непотизам. Значи, ние страдаме од структурални проблеми кои не можеме очигледно да ги адресираме. Немаме капацитет. Ние сме или можеби сме премало општество, или немаме човечки капацитет, или немаме волја, или не знаеме како да функционираме поинаку, за да можеме да дојдеме до некакви подобри солуции. Во секој случај, кој ги правил овие извештаи, кој учествувал во изготвувањето на, Nations in Transit на Freedom House, извештаите на Европска комисија кога се подготвуваат и така натаму, многу добро знае дека е многу тешко да излезете од определена негативна категорија. Многу е лесно да паднете на тие листи, многу е тешко да се качите и да излезете од таа квалификација хибриден режим, која укажува веќе кај нас не на една или друга политичка елита, туку на структурални аномалии, кои очигледно се нема или волја, или желба, или знаење да се променат. Или владее преголема социјална инерција и не знаеме како да излеземе од тој магепсан круг кој сме си го направиле самите на непотизам, корупција, политички клиентелизам и така натаму, кој владае секаде околу нас. Кој се однесува на борбата против корупцијата и организираниот криминал, тука мислам дека има неподелени мислења дека сме далеко од тоа да бидеме задоволни од резултатите за овие 2 години. Имајќи го предвид фактот дека 2 години се прилично мал период за, особено за оние кои што се нови во владата, да може да направат некој радикален исчекор напред и уште повеќе заради тоа што еден добар дел од резултатите или од мислењето во јавноста се однесува и на институции врз кои што владата нема ингеренции и удел, тоа значи за правосудниот систем, заради тоа што ефективната завршница особено на крупни корупцијски и криминални случаи изостанува од страна на правосудниот систем, што е разочувачки за сите нас, за секој граѓанин на нашата држава. Едно од најкорумпираните, едно од најкриминогените и уште многу останати работи. Зошто? Бидејќи колку и да се случија лоши работи во овие 8-9 години владење на СДС и ДУИ, од една страна колку и да целото општество потона, има една работа која што народот може да види, а тоа е која беше разликата помеѓу режимот, условно кажано, во тоа време, со сите своји
негативни карактеристики што ги имаше и ова слободумна мисла на моменталните, да кажам, раководители на државата. Така да, ако ми барате одговор на прашањето кој од тие двете, јас би рекол дека е сублимат и од двете и со уште неколку негативни епитети плюс додадено на тоа.